Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Ова се настаните на денот. Во Штипското оделение зимотно правни работи завршена е постапката околу потребните решенија за експропријација за автопатот Миладиновци-Штип. Станува збор за немасовниот процес за експропријација во државата. Бројот на починати лица во четвртото тримесечие од минатата година поголем од бројот на живородени деца во источниот регион на државата. Последни подготовки за празникот на жената. Од петок започна одбележувањето на 8 март. Цвеќето останува најактуелно внимание за припадничките на понежниот пол. Домашните животни да се дислоцираат од урбаните заедници. Граѓаните да го почитуваат законот, бидејќи во спротивно ќе мора да плаќаат парична казна. Некои жители од општина Штип се уште практикуваат да чуваат домашни животни. Сепак со одлуката на комунален ред на општината не е дозволено да се чува живина и стока во урбаното подрачје. Доколку лицата кои што чуваат бидат фатени на лице место, истите им се даде записник и решение и законски рок за нивно отстранување. Доколку истите не ги отстранат, во предвидениот рок следува казна 50 евро во денарска противвредност по одлуката за комунален ред на општина Штип. Можеме само да спомнеме дека луѓето кои што чуваат, најчесто чуваат живина, исто така периеста живина, кокошки, зајци, свињи, кози. Луѓето кои најчесто чуваат живина, значи истите да не ги чуваат во централното подрачје, туку да ги чуваат на места со 500 метри оддалеченост од урбаната зона. Комуналните инспектори сепак на терен забележуваат вакви појави. Поставување на нова атмосферска канализација на улицата Осоговска во Македонска Каменица. Екипи од општината и јавното предпријатие Камена река започнаа со работа на новата водоводна мрежа. Општина Македонска Каменица ќе инвестира околу 8 милиони денари за реализација на инфраструктурни проекти во централното градско подрачје. Градоначалникот доктор Дарко Митевски вели дека во тек е поставувањето на нова атмосферска канализација на улицата Осоговска, како и поставување на нови тротоари во повеќе улици. Еден од проектите на кои што ќе работиме во овој пролетен период е изработката на атмосферската канализација на улица Осоговска, како и поставување на тротоари од двете страни. Веќе фирмата изведувач работи на терен, тоа е продолжение на проектот од минатите години за уредување на тротоари во централното градско подрачје. Со овој проект имаме планирано изработка на тротоари и осветлување на улицата 14 јуни, како и на улицата Индустријска. Со доуредувањето и на улиците Македонска и Линденска, Македонска Каменица ќе добие посовремен и поурбан лик. Целата финанска конструкција на оваа јавна набавка, која што вклучува и многу бетонски работи, многу тротоари, подпорни зидови и слично, е приближно од 8 милиони денари. Имаме изработка на неколку отворени канали, кои што се на улицата и Линденска и Македонска. Како што кажав, тротоари во централното градско подрачје, но и на периферијата. Очекуваме дека до крајот на годината поголем дел од овие планирани активности дека ќе бидат реализирани. Митевски вели дека во буџетот се планира и финансиска поддршка за образованието, културата, спортот, социјалата и невладиниот сектор. Бројот на починати лица во четвртото тримесечие од минатата година поголем од бројот на живородени деца во источниот регион на државата. Миграцијата на населението, како и невработеноста, причини за се помалиот број на новородени.
Статистиката на населението се однесува на нумеричките податоци за населението, која е предмет на наблюдување и служи за следење и анализа како на демографските, така и на социјалните промени и секако причините што влијаат врз структурните промени на населението. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородени деца во четвртото тримесечје од 2014 година за источниот регион е 426 живородени деца. Бројот на умрени лица во четвртото тримесечје од 2014 година изнесува 508 лица, а од нив 7 се умрени доенчиња. Еве како изгледа изразено во бројки по општини од источниот регион. Штип живородени 140, вкупно умрени 131, од кои 2 се доенчиња. Кочани 93 живородени наспроти 100 умрени лица, од кои 4 се доенчиња. Делчево 32 живородени наспроти 52 умрени лица. Виница 44 живородени, а исто толку и умрени. Берово 30 живородени наспроти 42. Пехчево 9 живородени наспроти 21, Македонска Каменица 14 живородени лица, додека пак умрени лица 21, Карбинци 9 живородени лица наспроти 14, Пробиштип 28 живородени лица наспроти 42 умрени, Зрновци 7 живородени лица наспроти 14 умрени, од кои едно е новороденче, и општината Чешиново Облешево во која имала 20 живородени лица наспроти 27 умрени. Промените во структурата на населението секогаш настануваат како резултат на директното влијание на природното, тоест наталитетот и морталитетот и механичкото, односно миграцијата на населението. Според образците на демографите, еден народ може да исчезне ако бројот на стари луѓе над 60 години е 2,5 пати поголем од луѓето до 19 години. Во Штипското оделение за имотно-правни работи завршена е постапката околу потребните решенија за експроприација за автопатот Миладиновци-Штип. Станува збор за најмасовниот процес на експроприација во државата. Најмасовната експроприација која во изминатиот период беше реализирана во Источна Македонија е поврзана со автопатот Миладиновци-Штип. Од Управата за имотно-правни работи, која е надлежна институција, каде што се доставуваа барањата и потребните решенија, дознаваме дека постапката е веќе завршена. Дел од решенијата се доставени до одделението, а дел се доставени до повисоките институции. Постапката во тој дел во Штипското одделение што се однесува за во надлежноста на Управата за имотно-правни е завршена, значи донесени се решенијата за експроприација. Одреден дел од нив се во постапка по високи инстанции, управен суд и така натаму, меѓутоа во делот на постапувањето на управата во тој дел е завршен. Стајнува збор за капитална инвестиција на владата на Република Македонија во износ од 208 милиони евра. Вкупната должина на автопатот е 47 километри со ширина од 29 метри со по 2 коловозни ленти во двата правци и една дополнителна лента за застанување. Долж автопатот ќе се изградат 8 надпатници и 5 подпатници, а помеѓу двата коловоза ќе има и 4 метри заштитно зеленило, како и систем за зафаќање на атмосферски води од коловозот. Домашните компании кои сакаат да ангажираат странски експерти од денес може да се пријават на огласот на владата на Република Македонија. Огласот ќе биде отворен 45 дена, а може да се пријават компании со најмалку 51% домашен капитал. Објавен е оглас за домашните компании кои сакаат да ангажираат странски експерти кои спаѓа во проектот на владата на Република Македонија. Јавниот повик ќе биде од време трајање од 45 дена, а ќе бидат вклучени малите и средни предпријатија. На огласот може да се пријават компанија од сите сектори и да се ангажираат експерти во сите сегменти од нивниот процес на работа, каде што имаат потреба од унапредување и подобрување на работењето. 95% од трошоците ќе ги покрива владата, а резултатите се гледаат најмногу преку отворените нови работни места. Може да се пријават компании со најмалку 51% домашен капитал, кои постојат најмалку 2 години и имаат од 5 до 250 вработени. Ова е втор циклус на вакво работење, а во претходниот се пријавиле 98 компании, а 85% од нив изразиле потреба за продолжување на ангажирањето на странските експерти во нивната компанија.
Жителите на штипското село Радање еден месец се без вода за пиење. Поплавите ја оштитија водоводната мрежа која се уште не е санирана, а во меѓувреме жителите се снабдуваат со вода која е само за техничка употреба. Од општина Штип најавуваат брзо санирање на водоводната мрежа во Радање. Неодамнешните поплави направија големи штети на водоводната и канализационата мрежа во Радање, село во општина Карбинци со околу 600 жители. Најголем проблем за нив е водата за пиење. Еден месец нема вода. Таа орџалија донесе вода. Со водата од пумпата сега моментално го користиме. Од јаки дождови однесени се севките. Има бутнато една каскада, што беше најдолна каскада. Тоа 90% уништено е веќе. За едни ја нема, други пак тврдат дека водата била неисправна за пиење. Не, водата не е исправна. Имаме уклучиле помпи тука нешто зборат, ама водата не се пие, нешто одма се чувствува болки во стомакот, не знам, болки, се. И не се пие таа вода. Надојдената Раданска река однеси и дела од канализационата мрежа. Ова не е прв пат водите од оваа река да предизвикуваат оштетување на дел од линијата на истото место. Како резултат на тоа, сега на повеќе места линијата е затната и е вон функција, велат жителите. Тоа е сега заболушено, нема организација, нема организација. Нема. Седи долу под реката по целото. Тоа ништо смрда не се мине надоле. Последните големи води однесоа околу 200 метри од водоводната линија во близина на каптажите кај Габер, поради што бевме принудени да преземеме интервентни мерки со цел населението да не остане без вода, ни рекоа во јавното претпријатие Плачковица. Сега останува да се санираат околу 100 метри од главната линија, пошто состојбата целосно ќе биде нормализирана. Во однос на водата од јавното претпријатие Плачковица категорични. Водата е исправна за пиење. Се земаат редовни мостри за анализи и резултатите досега секогаш биле исправни. Илјада и 200 пакети со хигиенски средства деновиве ќе бидат доставени на настраданите семејства од поплавите. Црвениот крст на Македонија ќе ги дистрибуира средствата на 743 семејства. Во рамки на акцијата на Црвен крст за помош на поплавените подрачја, во наредните денови преку дистрибутивната мрежа ќе добијат 1200 хигиенски пакети за лична употреба со содржина за период од 2 месеци. Помошта е обезбедена по консултација на Министерството за здравство во однос на основните потреби на ранливите категории граѓани преку посебен фонд во рамките на буџетот на Фондот за население на Обединетите нации, а одобрен од Оделот за хуманитарен одговор. Според информациите на Центарот за управување со кризи, помошта е наменета за целната популација од 743 семејства и граѓани кои биле погодени од поплавите, односно граѓани чии домови биле поплавени или местото на живење било изолирано. Надлежните од Црвениот крст соопштија дека ќе продолжат да ја следат ситуацијата во поплавените региони и доколку има потреба дополнително и адекватно ќе се одговори. Денеска во Дом на млади во Штип ќе биде изведен уметничкиот перформанс "Убавите жени на мојот град". Настанот е празничен, подготвен од драмското студио Гаврилов, а ќе настапат и уметници, музичари и студенти. Меѓународниот ден на жената, празник што се одбележува секоја година на 8 март. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Во пресрет на овој ден, во Дом на млади Штип ќе има сценски перформанс со поезија и музика, насловен "Убавите жени на мојот народ". 7 март во 18:30 часот Домот на младите за прв пат оваа година на сите припаднички на поднежниот пол, меѓутоа не е исклучена можноста да дојдат и мажи, ќе им подари еден несекојдневен настан, тоест ние велиме една несекојдневна прослава, каде што ќе можат да си ги разгалат своите чувства преку слушање на поезија и убава класична музика и на тој начин да бидат уникатни, да бидат поинакви и на еден единствен начин да го прослава Денот на жената 8 март. На настанот ќе земат учество членови на драмското студио Гаврилов со музичари од регионот. 8 март е повод и мажите да ја покажат својата почит и внимание кон своите сопруги, мајки, баби и сестри. Меѓутоа, колку тоа денешните мажи го практикуваат во секојдневието е прашање. Па затоа, мажи, направете го овој ден посебен за вашата најдрага, бидејќи на крајот на денот обстанокот на општеството зависи токму од неа, од жената.
Последни подготовки за празникот на жената. Од петок започна одбележувањето на 8 март. Цвеќето останува најактуелно внимание на припадничките на понежниот пол. Еден ден пред Меѓународниот ден на жената, светскиот празник кој обележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Утре е денот кога се посветува големо внимание на жената. Подареното мало внимание представува големо задоволство. Традицијата да се подари по некој убав цвет на своите мајки, сопруги, баби е се уште најактуелна. Ружите се цвеќиња кои најчесто се подаруваат на овој празник. Со оглед на тоа дека оваа година 8 март се паѓа во недела, подароците треба да се набават некој ден претходно. Оваа година, бидејќи денот се падна во недела, не очекуваме продажба како минатите и пред тие години, затоа што во недела се разбира работниците не се на работа, учениците не се на училиште, но сепак се посветува внимание на собствените жени. Повозрасните дами традиционално секоја година организираат прослава. За празникот на жената на 8 март правиме активности кои мислиме дека стварно жените заслужуваат тај ден да се прославува, бидејќи се они многу активни. Ние имаме Сдружение на пензионери на општина Штипик. Угостителите се подготвени традиционално. Од вчера припадничките на понежниот пол го слават овој ден. Самите настани започнуваат уште од 6 март, од петокот. Во петокот се одржува прослава на образованието. Продолжува во сабота на 7 март и на самиот ден 8 март во недела нашите стални пензионерките организираат прослава. Првиот ден на жената е одбележан на 29 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави. Ова беше се во Пладневните вести. Гледајте не повторно со нови информации во Дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден. Следи временската прогноза.